Јас како дете, кога почна веќе да дознам за животот, за дека треба некој да стане голем, нели, човек, јас одма помислував на некои чудни работи. И затоа ги сањам. Сањам многу работи, ти велам, секој втор ноќ јас сум во екипа, во друштво, во деца ги гледам, во многу пати сум у од, све упатување, у гужви, у снимање во луѓе. Треба малце тишина, треба малце мир, за да се продолжи животот. Осваќа, Драгице! Ке ти моја тамо ли е? Добра, ќе дојдем после, ќе ја земам натак. Телевизија немаше ништо, немаше ништо, една закачалка обична имаше у телевизија, така да кога дојдов јас, директорот, морам да го спомнам, Драги Тозија, беше генерален директор, и тој, кога ме виде мене, од еден миг одма рече дека само си ти за у телевизија ќе распишам конкурс и ти мораш да влезеш гардеробер во телевизија, ти си прекрасен човек, као дете. И јас го прифатив тоа после тате мој покојни, него како многу голем човек и за мене закон. Јас све од себе давав, за да, кога ми рече тој, од душа чекав, за да го распиша конкурсот да влезам во телевизија. Дење работев во бифето телевизија, пошто во Метропол бев запослена, а после работно време во телевизија дежур гардеробер. Јас знаев ноќе да ги перам алиштата во едно обично лаво во клозетите кај што беа. И ми се чудеа луѓето, вика, зашто переш мајче тука тие работи? Јас му велам, за утре немаме кошули, немаме трика, немаме тоа мора да бидат чисти. Зашто кога ќе се облечат, немаш други да му ставиш, туку мора истите да се повторат. А за да се повторат, истите треба да бидат чисти. Па многу. Јас знаев да пример по 7 дена дома, у студио да работим, а дома да не идем, зашто ноќе ги спремавме костимите, а дење работевме. Или па дење ги спремаме, ноќе снимаме, зашто беа почетници, артистите беа заватени со представи, така ние ноќни снимање многу имавме. Мајче, од тоа што јас, кога дојдов во телевизија, тие почетни емисии, Шоре беше студент од
во Бугарија. И тие деци многу, као чоре, као други беа. И кој ќе дојдеа, јас знаев да му исперам чорапите, да му исперам кошулата, да му ги исушам, да ги испеглам и да му ги дам чисти. И од тогаш почна това напреко мајче, да ме ти не сакаш како мајче. Имаше од провинција многу деца. И мене ми беше жал, ние сликаме у Скопска Црна Гора, не знам која емисија бе. Ние јадеме сендвичи, имавме од телевизија, а децата гледаат студенти. Мене ми беше многу жал. Ги гледам како мои деца. И зимав јас леп и немав кој знае што, нешто така ќе му подадев на сите. Леле срце, сите ме гушка, сите ме сака. И това со ништо не се купува. Ни со злато, ни со богатство, ни цел свет да ти го дадат. Детски работи, кај што мали деца доваѓале, нели, на снимање, и сите снимаме, а тие се тресат. И јас знаев, и на девојчињата, еви ги сега се артисти големи, јас знаев да раците му ставам во цицките или под мишките, за да му ги стоплам, за да може она да се осеќа и на сцена добро, и да се чувствува во срцето добро. Со тоа, од кај го знам? Тоа го знам дека јас сум од планина, родом, и кога ни премрзнува раците, тата и мајка ни, мои покојни, ни ги тура раците во пазој, да ни се топлат. Ако одеја на огин, дека ќе более, ќе трна, ово е така благородно стоплување. Оди, баби! Вики! Дојди! Ајде, баби, дојди! Дојди! Кај ти е најдобро мисла да... Ајде, едо ти кокоа! Оди, баби! Добро, ти, добро! Ми испрля мајка ми, ева готово. Знам ја таа работа твоја. Оди, Пики! Оди, син, оди! Оди, нане! Пики! Odite čelo moj, odite na majka uride. Ona brada zlatnja. Piki! Piki! Piki, 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 piki. Piki, 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 piki. Odi, Nano. Piki, piki, piki. Odi, čeli moj, odi. Odi, sine, nemaj ljubavi mali. Odi, Piki! Gledaj go zlato, imam jedno zlato, sin. Zlato, baba, ja ga gledam. A ti bre, ko beše mala, ano ti beše? Baba, u skutu čuvaše tebe. Ото у пазови. Миле да бабе, колко поразно. Ова го пазови го чувала. Така моја мама покојна, у пазови ќе ставеше малички коленца. Тоа ја како пороснав и јас така му прави. Остана малечки, па вика, мајде ги земле порасна. А ти бе колко голем си порасна. А ми говори, мучка не бе, златна, имаме едно дете, мамо да дете. Бошко переше безумно до струга. И све мозгов дека нешто мора да има кај мене у фамилија. И после ми кажа дека брат ми се удавил во Вардар. Станам, отидам у Скопско поле, што ќе видиме, татко ми полудел, мајка ми исто така, и јас отидов да јавам на телевизија, да ако го најде некој лешо да ни го даде. Додека јас отидов таму да телефонирам и дојде абер дека го нашли брат ми. Тате за 3 месеца и он умре одма. Он се побудале од однакото. Татко ми беше исто како мене. Мислам јас на татко ми, он беше многу осетлив човек, многу добар и сожалив, он секој пат исто така чувствуваше, викаше синко, на секој му само добро и да му поможеш. И јас така остарев, така израснав и така остарев. И така ќе умра, мислам. Не можам поинако. После после ко почина, ја дојдов, Бела беше покојни, исто и он е покојни. Дојдов и
му кажав дека тате почина во неделата, у саботата, у неделата ние го погребавме и утрето ден ја дојдов и му викам, шефе, јас му викам, имам смртен случај, тате почина, јас не можам да одам на терен, а требаше убитола да одам на терен. Не рече Руже. Мртвите нека ги Бог прости, вика, живите морат да живеат и вика, ти мораш да одиш на работа. И јас станав и отидов убитола одма на терен. Така се задржав таму 17 дена на терен и после тоа ми даде телевизија за малце за смирување, 15 дена бања. Не, седи мирно рекол. Не лај. Кетка ќе те тепам, бабе. Нема ти дам пак. Не. Ти си умна, си ме слушала мене и молчи сега, трај. Седи, бабе, седи, седи, бабе. Не биди лош. Не, лоша не. Кети не. Реков не. Седи. Јас сум знаела да работам дење, а ноќните, моите работи дома, ноќе да ги работам. Ќе го заспиев мажот ми и децата, и јас ноќе по цел ноќ работев, за да бев спремна за сабаде да кинисам на работа. И бев препозната у населбата Чаир, како све трчев. Дали иде или се враќав, јас морав да трчам ради да стигнам. Последната секунда дома сум ја користила и на работа и дома. Ние исто сме знаеле, например, да спиеме на сандаци во почетните години во телевизија. Немало ни кревите, немало ништо да се постави на сандак. Ќе легнеш и ќе преспиеш 3 минути. А сме знаели и ноќе, тоа се сеќам на една нова годишна емисија у Чардак сликавме надвор, кој што врнеше снег и мене ме завеело снег. Ја преморена сум заспала. У снегот и ко заврши снимањето, мене не ме виделе пошто ме покрило снег. И кога ми пристуди целото тело, кога сум се стинала, веќе се пробудив, оно завршило снимањето и они влегли унутре у Чардак да снимат, а ја сум заспала. И му се развикав на колегите, викам, пичка ви матерна, зошто не ме пробудивте? Па не знае вели јас дека ти кај си. Они мислеле дека сум во некоја соба, пикната и заспана. А ја надвор заспав. Надвор на снегот, покриена. И гардеробата е, што да ти кажам, тоа е работно место кој што јас сум го гајала како роѓено дете. Ние костими сме правеле. Костими битола, знаме да нова годишна емисија, кој отидоме и најнешки излегува да треба да бидат свечени тие костими. И Ленче Делова беше баш костимограф, вика, мајче, што правиме? Не се сеќај, оди, викам, земи тил. Земи некои накити, земи овој, сејки направиме свечени. Ние знаеме цел ноќ да работиме и да направиме 30 костима свечени костими, а дење да снимаме. Па види, негде не сум задоволна во самиот сон, негде сум задоволна, сум прекрасна и дури се смеам, негде па плачам. Од што, например, јас, кој ќе ми кажеше режисер,
И колку бев нервозна и сакав убаво да биде, дури плачев, знаеш. И некогаш у сон ми плачам и мажот ми ме буди оти малце со срцето слаба. И вика, што е? Јас не можам да му кажам, пошто дека сум на работа и сањам некој костим. Си изнаработи, бе, ти е птен. Прво полицаец, па после киноапаратер. Ајде, доста, бре! Цел живот филмови си изнагледа. Така е, точно, но не од шеф, за општа култура, човек да биде, нема. И сум работила и на филмови. Филмови овие странски, со германци работев, со турци, се имавме бугари со рули. Сликаме со германците и кога јас отидов со бајлето, отидом у Горно на Горичини, сликавме и пред вратата ме чека продуценто. Женска беше, од Љубљана. И кога гледам јас 100 ружи, држи жена. Реков за реквизита. И она ме бакна и ми рече среќен роден ден мајче денеска. Морам да ги видам децата, внуците. Секој ден си одам у Скопје. Да, 4 деца, кои што јас сум мајќија на 2, а 2 са мои, така да, али не е битно, јас и тие сум ги израснала и сите се чудиле како ги раснев, општо јас не ги делев едното ни другото. За мене беа све деца и се општо децата се за мене деца. Кети, кај ти не мори? Моцно! Дојди вамо! Као дјаволски, као. Јас се серијата што ги сликаме. Сите деца јас ги сакав како мои внучиња и како мои деца. Јас понеко не. Сите се чудиле, ја, например, ќе ги легнев, ќе ги онодев, ќе видев прво све, после легињав. Мак, кај си, бре? Мак! Маки, кај беше мори, бабе? А? Кај беше, сини, кај беше, нану, дај, дај. Немој да се изпрлеш ружињата, нема бе, не? Ајде полека, полека. Така, добро ти, добро, знам ја ти дека ме сака, знам. Ајде, чидо, полека да не се прљаш, полека. Така, нежно, нежно, нежно си ме, браво. Мене првото дете кога ми одеше војска, сликав Милинден, го сликавме. И детето ми се јавуваше по 5-6 пати во денот на телефон, за да дојдам дома, ќе викнал 3 другарчиња за да банкет направиме, да оди војска. Јас не можев да дојдам, пошто имав серија тешка, со 34.000 војска, со 600-700 комити и плюс артисти. Тоа беше голема серија и прва можда најголема така на телевизија. И Коле покојне и тоа вели, не можеш мајче да одиш, али ако дип си запнала, ќе те пуштам, ама да ги облечеш сите глумци, сите артисти и статисти, вика, после ќе одиш. Јас станав, нојте општо не спиев, ги облеков, беа готови до 15 за 7, и јас во 8 фатив автобус, дојдов дома, направиме малце банкетот, он отиде на автобус, а јас автобус фатив за Крушево. Тие беа тешки работи, јас све така оставив, растурено дома. Јас сум родом од Крива Паланка, село Конопница. Конопница тоа бе едно такав убаво село, сиромашко село, меѓутоа со душа богато, многу. Имало многу работи. Јас кој ќе ме прифатеа, например, режисерите за као демек не градоровен, туку малце као стен, као костимограф, ја да ти кажам право летев. Јас крила имам, летев.
Мислам, така едно задоволство ми причинуваше на душата за работата, дека ете, све од себе давам и луѓето ми го признаваат тоа трудот. Тоа ми беше најважното. Јас се молев на телевизија, кога работев, да примат едно машко и едно женско гардеробер, за да му дадам тој опусто што го имав јас. Секој втор ноќ јас сањам. Те у кипат, те со луѓе, како снимаме, како се шалам, како сме живееле. О, баба, нани, сине, нани, мајкина дете, Кај си ти, Моринато? Кај си? Кај си ти, бабино дете? Кај си, на баба, сине. Чека, мама, чека. Чека, баба, ме темаше си, няма да? Нели не баба? Кај си ти, Морити? Гуце, кај си? На баба, буците, твоја, буце. Хајде, на, баба, на, Кирке, на, мило, бабино, на, баби, Нате, кај си? Ама да те види към мама, види баба кјотото, баба мујчето, Чида, мамино, ај, лички, да знам дека ми се Славата е многу важна, мислам, славата како душа, како молитва. Така да од тоа ми потекна ова славно мое име, што никој нема на светот, е само мајчето е најдобар збор. И најдраг. Подраг нема. Мислам, нема, тоа е тоа. Сите сме ни од мајка и мајче. Мислам, тоа е едино тоа што ми е најдраго. И што ми останува тоа. Малко по-напред. Добре, не знам кај идете вие. Во депонијата. Толку ми фали. Само си си. Само ти кажеш. Не. Еве жицата, ова жица, гледаш. Таа закачува за тоа. Да се дотегне жицата. Да, еве таа жица закачува за... Ајде, тегни ја нагоре. Молим. Тука дигни малце. Тегни, обтегни, ајде.